Почитувани, ВМРО ДПМН бара подитно да се повлече националната годишна програма за култура за 2018 година. Денес ќе се задржиме само на најочигледните нерегуларности во делот на издавачката дејност и литература. Нивната бројност е навистина скандалозен показател за тоа дека одобрените проекти се одобрени без никакви стручни и вредносни критериуми. Почитувани, дали буџетот на Министерството за култура се користи како колач за подмирување на партиските апетити, отплата на долговите кон шарените револуционери и блиските соработници на актуелното раководство во Министерството за култура? Како и во сите други дејности и во издаваштвото, некои автори се поддржани со повеќе проекти. Например, на авторот Ајфер Селими му се доделени дури 4 проекти со вкупна вредност од 490.000 денари. Комисијата за издавачка дејност и литература за шарениот револуционер Никола Гелевски, главен и одговорен уредник на интернет порталот Окно, за порталот одобрила 350.000 денари. И за истиот Никола Гелевски, главен и одговорен уредник на издавачката куќа Темплум, одобрила 8 проекти и сума од 760.000 денари. И се би било во ред, доколку два од овие 8 наслови, Имагинарни животи од Марсел Швоб и Морковче од Жил Ренар, поддржани со по 50.000 денари, Министерството за култура веќе еднаш не ги поддржало во 2008 година. Скандалозните одлуки на Комисијата за издаваштво и литература да се поддржат изданија и наслови кои веќе се поддржани и издадени во претходните годишни програми на Министерството за култура не завршуваат со претходните два примери. Иако е книжевник, министерот Аладјозовски не може и не мора да ги знае сите објавени наслови на сите издавачки куќи во Република Македонија. Но да потпишеш годишна програма за издаваштво и литература, во која со 120.000 денари е поддржан насловот Завивањето на волкот од Аг Аполон, книга која веќе еднаш е поддржана во програмата на Министерството за култура за 2015 година и издадена од издавачката куќа Готен, чиј собственик е Роберт Аладјозовски, е скандал без преседан. Се поставува прашањето зошто комисијата не го почитувала декларираниот критериум дека нема да бидат поддржувани втори изданија и дали некој влиеел врз ваквата одлука на комисијата. ВМРО ДПМН упатува јавно прашање до председателот на стручната комисија за издаваштво и литература, господјата Оливера Ќорвезировска, и до почитуваните членови на комисијата. Како течела стручната расправа на комисијата по однос на прашањето во кој книжевен жанр може да се сместат следниве 3 одобрени наслови? Диабетска нога, улцерозна превенција и ампутација, одобрени 80.000 денари. Тумори на мочниот меур, одобрени 200.000 денари. И наркоманијата, гениталните болести и проституцијата, за која што се одобрени 130.000 денари. Врз основа на кои критериуми и стручна експертиза ги вреднувале како уметничка книжевност? ВМРО ДПМН прашува дали оној кој предложил, одобрил и подпишал договор за издавање на овие наслови не сноси одговорност за злоупотреба на средства наменети за поддршка на културни книжевни проекти. И дали со одобрувањето на овие 3 проекти, комисијата во потполност не се делегитимирала самата, покажувајќи некомпетентност и нестручност, па дури и злоупотреба на нивните надлежности, одобрувајќи ги овие наслови. Судирот на интереси не ја заобиколија ниту распределбата на средства во издавачката дејност. Членот на Комисијата за библиотечна дејност Енвер Беќири за книгата Ефектите на интернетот кај младите од Комисијата за издаваштво и литература добил средства во висина од 100.000 денари. Согласно декларираната флоскула на Министерството за култура, култура за сите, ВМРО ДПМН цени дека во годишната програма непримерно, недолично, неправично и нерамномерно се распределени средства и по однос на етничката припадност на авторите. Така, на авторите етнички македонци одобрени им се 304 проекти или 57% од одобрените проекти, на етничките албанци 213 проекти или 40% од одобрените проекти,
а сите останати застапени етнички заедници, срби, бошњаци, турци, роми, власи и останати, само 18 проекти или 3% од проектите. Почитувани, ваквата годишна програма на Министерството за култура не ги одразува реалните потреби ниту на граѓаните, ниту на културните работници и уметници во Република Македонија. Донесената програма не само што не е развојна, не само што нема афирмативна функција за македонската култура и не само што не е во насока на промоција на културата во Република Македонија, туку донесената програма е објавена и противзаконски. Имено, јавно објавената годишна програма на сајтот на Министерството за култура www.kultura.gov.mk со напомена од службите на Министерството е нелекторирана. Ова директно се коси со Законот за употреба на македонскиот јазик, според кој секоја јавна објава треба да се лекторира пред објавувањето. Почитуван господине министер, доколку сметате дека ВМРО ДПМН намерно ве обструира со ова тврдење, ве замолуваме да ја консултирате инспекцијската служба која е во состав на Министерството кое го раководите и која има обврска да врши надзор, да се грижи и да го спроведува Законот за употреба на македонскиот јазик. Согласно реакциите на сите засегнати страни од годишната програма за култура и поради бројноста на нерегуларностите во истата, ВМРО ДПМН го повикува министерот за култура да ја повлече годишната програма. Со оглед на фактот дека со ваквата скандалозна годишна програма во секој поглед се компрометирани сите заложби и политики на актуелниот министер, ВМРО ДПМН очекува министерот за култура да понесе морална и политичка одговорност. Ви благодарам.